Добро вечер, јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, денеска 11 март. Вие сте со мене во овој дел од програмата на 1 ТВ, отворен студио 1, кој што потоа ќе се преточи во дневникот, па ќе имаме емисијата Лица, па на крај ќе завршиме повторно со една дебата. Во дневникот ќе ни биде гостин меѓу другото и господинот Кочо Анѓушев, со кој ќе поразговараме за слична тема за која што сега ќе стане збор, а во 10 часот од 22 часот ќе ни биде гостин министерот Едмунд Адеми, министерот за диаспора, бидејќи државата за прв пат усвои стратегија за односите на државата со диаспората, па малку ќе поразговараме што тоа значи, кои се тие елементи. Меѓутоа, во овој првичен разговор денеска во 19 часот и 22 минути, колку што вели часовникот во студиото, го отвараме со господинот доктор Александар Дединец, кој што е стручен соработник во МАНУ и инаку е еден од луѓето кој што учествуваше во креирањето на преку проект на USAID, во креирањето на законот за енергетика, новиот закон, а сега се одработуваат и подзаконските акти. Докаде сме, господине Дединец, со подзаконските акти, бидејќи законот помина добро, беше пофален и така натаму, сега колку ќе ни треба време за уште оваа друга материја да се доработи подзаконски? Така, најпрво би сакал да ги поздравам вашите ценети гледачи и да ви се заблагодарам за можноста да продискутираме околу вака значајна тема за Република Македонија во период во кој што следува. Интензивно се работи на сите подзаконски акти, значи и оние кои што треба да ги донеси Министерство за економија, владата, понатаму Регулаторната комисија за енергетика, така да се работи на сите. Голем дел од нив се завршени, голем дел се финализираат. Некои од нив, особено некои што се однесуваат на обновливи извори, се усвоени од владата. Голем дел регулаторна кои што се во незината надлежност, кои што се однесуваат на пазарите на електрична енергија и така натаму се усвоени. Така да се работи и се очекува дека во период кој што предстои ќе бидат завршен целиот и ќе биде заокружен целиот тој процес. Вечерва ќе поразговараме токму за обновливите извори за создавање на електрична енергија, бидејќи за викендот владата, именно господинот Кочо Анѓушев, потпредседателот на владата задолжен за економски развој, најави дека државата влегува во субвенционирање на фотоволтаични централи. За почеток државата ќе учествува со давање на земјиште каде што тие ќе се градат. Предвидено е 3 до 4 милиони евра годишно да бидат субвенциите во трајање од 15 на години и мислам дека сме за почетоков на две централи ориентирани, едната во Македонски Брод, другата во Свети Никола, ако не се лашам. Кажете ни прво, каква е смислата да се субвенционира овој тип на електрично производство? Тоа е светско искуство, има смисла во тоа, што е стратегијата на државата во таа област? Видете вака, Република Македонија како земја членка на енергетската заедница, а и секоја држава која што е членка на Европската унија имаат дефинирана стратегија за тоа како понатаму да го развиваат енергетскиот систем, односно се обврзани да имаат одредено учество на обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија. Во таа потрошувачка на енергија влегува и електричната енергија. Како ќе го остварат процентот кој за Република Македонија за 2020 година изнесува 23% учество на на обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија, зависи од политиките кои што ги спроведува владата. Прилично амбициозно, 23% е речиси се четвртина од се што ни треба. Така е, сега сме моментално околу 20% учество на обновливи извори во бруто финална потрошувачка. Овие проекти кои што владата ги промовира се тенденција да се остварат 23% обновливи извори во бруто финална потрошувачка на енергија. Светското искуство, а и европското искуство, а и со тоа и искуството кое што се преточува во земјите како што се Република Македонија, оди во насока да се стимулира производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија, затоа што првичната инвестиција во таквите капацитети како што се например фотонапонските електрани е висока на почетната инвестиција и на моментално производството на електрична енергија е се уште да речеме скапо споредено со конвенционалните технологии. Затоа државите го субвенционираат за да може да станат и овие исплатливи, односно да можат инвеститорите во некој разумен рок да си ја вратат инвестицијата и некои разумни суми да профитираат, да речем да заработат
од производството на електрична енергија од се чини дека Македонија е идеална земја за овој тип на сончева енергија, бидејќи ние ако ништо друго овдека барем сонце имаме доволно во текот на годината, бидејќи другите извори како што се ветришта, како што се вода и така натаму знаат да зависат што се вели од Господ. Ова сонцево некако вака така сепак бројот на сончеви денови во Македонија е доволно голем за да тоа има смисла да се прави. Се препознава ли тоа кај приватните инвеститори? Има ли интерес за тој тип на пред да почнеме за овие технички детали? Се препознава затоа што веќе се гледа раздвиженост и имаше и неколку при донесување на подзаконски акти имаше и јавна расправа за самите подзаконски акти како и за уредбата, каде што се види интересот на големата заинтересираност на инвеститорите во да инвестираат во вакви системи. Тоа се домашни инвеститори или се можеби мешовите странски? Па пред се беа домашни инвеститори, меѓутоа и странски инвеститори има кои што се распрашуваат исто така да влезат во пазарот, односно да произведуваат електрична енергија од обновливи извори. Освен што ќе ја дава како субвенција земјиштето државата и освен што ќе ги покрие, ако не се лажам, трошоците за поврзување на тој тип на централи со транспортниот систем на енергијата и така натаму. Државата воведе и нешто што се вика премии, тоа се 10 евра по мегават час, ако не се лажам. Што е разликата помеѓу тие премии и оние фидинг тарифи што претходно постоја? Ќе си останат овие да постојат? Има некаква, што е суштинската разлика меѓу тоа и тоа? Значи, како што реков на почетокот, постојат повеќе начини за да се стимулира производството од обновливите извори. Еден од начините е токму овој механизам на фидинг тарифа, тоа е едниот начин, и другиот начин е преку фидинг премија. И двата начини кај нас се дефинирани во самиот закон за енергетика. Не значи дека едниот ако го има се исклучува другиот. Значи паралелно ќе постојат и може да постои и може да ќе постојат паралелно, затоа што за одредени технологии понатаму останува моменталниот начин фидинг тарифа, додека за одредени технологии се оведува новиот начин, особено за фотонапонските, се оведува премијата како нов начин на нов механизам за стимулирање. А која е разликата помеѓу овие два механизми, да речем? Првиот фидинг тарифата всушност не е пазарен механизам, односно самиот производител има одредена цена, подпишува договор по одредена цена и таа цена му е загарантирана во период од 15-20 години. Дали тоа ќе биде пример, да речеме 100 евра по мегават час. Таа е динамичка, се менува или како ќе подпишете сега? Фиксна е. 100 евра по мегават час. Да можете да ги планирате инвестициите, предпоставам. Да, од сега па до 20 години, во наредните 20 години добивате по 100 евра по за секој произведен мегават час. При тоа не е обврзан производителот да учествува на пазарот на електрична енергија, неговата обврска е само да ја одржува опремата во добра состојба за да може да произведува и понатаму. Од друга страна, другиот механизам, фидинг премијата, кој што вчера владата го промовираше, овозможува, го вклучува всушност во себе и пазарниот елемент. Односно, секој производител ќе мора прво да ја продаде енергијата на пазарот, откако ќе ја продаде на пазарот енергијата, пример да речеме 100 мегават часа ќе продаде на пазар по одредена цена, колку што е пазарната цена, на таа цена се додава премијата. Така да, овде постојат различни механизми на субвенционирање на премија, кога зборуваме за премија, значи може да биде таа фиксна, може да биде променлива. Владата одлучи за фиксната премија, се определи за фиксната премија, каде што, например, ако цената на пазарот е 50 евра по мегават час, владата дава фиксни, да речеме, 30 евра или 10 евра по мегават час за секој произведен. За да го поддржи, за да добие смисла целиот. Така е, да. Сега со двата начини, овие, значи фиксната и променливата, во овој кој што владата го промовираше, производителите се стимулираат да поактивно учествуваат на пазарот и да добиваат подобра цена на пазарот, значи по повисока цена да ја продаваат електричната енергија и да бидат поактивни. Ќе ги препознае ли пазарот нив, бидејќи сепак се работи за релативно скромни, мали капацитети. Едниот е 10, другиот е 25 мегавати, ако не се лажам. Сега, кога на пазарот постојат капацитети кои прават 200, 300, 400 мегавати, ќе ги препознае ли пазарот нив како валидни, релевантни учесници на тоа? Ќе може ли да воспостават односи, цени, испораки и така натаму? Видите, како и секој пазар, така и пазарот на електрична енергија функционира на сличен принцип, односно колку сте поголеми, толку сте попрепознани, толку повеќе може да дефинирате одредена, да поставувате одредени услови и цени. Меѓутоа, Законот за енергетика овозможува помали производители да се групираат односно да бидат представени на пазарот на електрична енергија од виртуелен производител, кој што ќе ги представува нивните интереси на пазарот на електрична енергија. Синдикат, предпоставувам. Така да може да се групираат помалите во поголем. Тоа е
едната страна. Од друга страна, оние кои што се помали, дури и поголемите, кои што не можат да обезбедат пласман на електричната енергија, односно да ја продадат на пазарот на електрична енергија, во уредбата е дефинирано дека владата во тендерска постапка ќе одреде снабдувач, односно трговец, кој што ќе им ја откупи таа енергија кој што тие не успеале да ја продадат на пазарот. Така да тие ќе бидат заштитени. Зошто ќе биде тој принуден да ја откупи? Заради тоа што така размислува државата, бидејќи па сега тој трговец има затоа што важно е да имаме производство од обновливи извори, доколку не можат тие да ја продадат, тогаш тој ќе им ја откупи по цена која што е на пазарот исто така. Меѓутоа тој ќе всушност на некој начин ќе ги преземе нивното производство. Некои од оние кои што го спорат ова, ќе поразговараме со господинот Анѓушев во Дневникот, бидејќи опозицијата веднаш на нош ја дочека целата иницијатива, велат дека во ова нема многу голема пазарна логика, туку е повеќе, како да кажем, некако светски тренд, мода, ако сакате, да државите финансираат производство на електрична енергија, дури и кога нема пазарна сосема логика од обновливи извори. Се работи за тоа или сепак има за ова пазарен? Па не би се согласил, затоа што, како што реков, значи самиот модел е пазарно ориентиран. Значи, вие мора да продадете нешто на пазарот, а откако ќе продадете, ќе добиете одредени субвенции. Така да самиот механизам премија кажува дека тој треба да продаде нешто на пазарот, односно е пазарно ориентиран овој модел. Да ви прашам сега, бидејќи јас сум лаика, предпоставувам и најголем дел од гледачите, колку површина треба да се искористи за да се произведат, да речеме, 20 мегавати од сончева енергија? Бидејќи следното прашање ќе ми биде дали таа површина е паметно да биде обработливо земјиште, бидејќи гледам дека се планира Македонски Брод и Свети Никола, а зошто не негдека во Мариово и така натаму, каде што имаме толку напуштена земја необработена? Се работи за големи, да кажем, квадратури или хектари се во прашање, или е сепак помала? Зависи од ефикасноста на самиот панел, меѓутоа од прилика односот е 1:2, односно за 20 мегавати потребно се негде околу 40 декара земја. Колку што мене ми е познато, мислам дека оние кои што се веќе одбрани за да бидат во Свети Николе и во Македонски Брод не се обработливо земјиште, туку се земјиште кое што не е поволно за одгледување на земјоделски култури. Така да владата е одредила земјиште кое што не е обработливо за да може да се инвестира. Меѓутоа, она што спомнавте вие, постојат и други делови во Република Македонија, како што е Мариово, кој што е доста поволен во поглед на сончева радијација, каде што може да се инсталираат вакви фотонапонски системи. Или ќе ги гледаме во светот по Кини, по не знам кои се земји, тоа се огромни површини, често се во вода, понекогаш се врз оранжери, може ли таква врз објекти да се ставаат, да речеме, не знам, фабрички хали врз кои би имало? Да, може да се ставаат и врз објекти, тоа не е спорно. Значи, самата идеја на ваквите системи е да имаме децентрализирано производство, односно да имаме на повеќе места повеќе помали производители на електрична енергија и да се развиваат тие региони каде што ќе имаме такви системи. Така да, еве, ова е добар начин да се развие оној крај околу Мариово, значи за производство на електрична енергија, меѓутоа треба да се работи паралелно и на мрежата која што треба да ги прифати произведените киловат часа од самата постројка. Што значи тоа во суштина треба да се работи на мрежата? Треба да се подобрува мрежата. Треба да се донесе до таму. Така е. Треба да се ли е тоа, кој треба да донесе, дали ќе води за да може да прифати? Да, зависи од големината на инсталираниот капацитет. Тоа може да биде или мрежа, дистрибутивната мрежа или преносната мрежа. Со други зборови, или ЕВН, или МЕПС. Или МЕПС. Да. Добро да ја прашам, сега државата се определила за 2 да помогне. Што ако има интерес за 5 да се направат? Како е направен овој сега пристап? Сега само на 2 ќе се оди да се субвенционираат или можеби ако има поголем интерес и тој интерес ќе се задоволи за субвенција? Владата нема да субвенционира 2, туку ќе субвенционира повеќе затоа што тие се парцели. Едната во Свети Николе 25 мегавати. Самата парцела ќе биде поделена, колку што видов, значи на помали делови. Ќе може таму да се градат и фотонапонски електрани од 1 мегават, и од 5 мегавати, и од 10 мегавати. Додека онаа која што е во Македонски Брод ќе бидат 2 електрани од по 5 мегавати. Како ја планира државата целата стратегија во оваа област? Од една страна гледаме дека повторно се говори за градење на огромни хидроцентрали, нели повторно се загреваат приказките за, кажете ги, за Чебрен и галиште и така натаму, еден би рекол фараонски проект по
по сите показатели кои досега и не успеа да се изгради, бидејќи веројатно имаше технички проблем со самата проекција на браните, а од друга страна гледаме дека со ова се инвестира во обновливи извори. Со други зборови, Македонија има потреба и за двете работи или како? Да, има потреба за двете работи, затоа што, видите, самото производство од овој тип на обновливи извори, како што се соларните, како што се ветерните, нивното производство е доста непредвидливо. Тоа значи дека во одредено време од годината ги има или во одредено време во текот на денот има производство од нив или нема. Врз основа на тоа, потребно е и други електрани кои што ќе служат за балансирање, односно да го надополнат недостатокот кога имаме недостаток од соларни или ветерни електрани. Така да го спомнавте Чебрен. Чебрен е идеален проект кој што ќе овозможи уште поголем продор на обновливи извори на енергија, затоа што таа се планира во еден од да биде пумпно акумулациона реверзибилна електрана. Тоа значи дека кога ќе имаме поголемо производство од ветерни или од соларни електрани кои што на пазарот цената при тоа е ниска, тогаш ќе се пумпа водата од долното мало езеро во горната брана. Додека кога цената ќе биде висока или потребно е да имаме балансирање на системот, немаме производство од ветер или од сонце, тогаш се пушта да работи Чебрен и да го надополни недостатокот од електрична енергија. Добро, она што ги интересира веројатно нашите гледачи е како сето ова ќе се одрази на цената на крајниот потрошувач. Да речеме дека овој проект бидејќи се планира во наредните 10-15 години да се направи оваа субвенција, помошта и поттикнувањето на целиот тој пазар, како тоа ќе влијае, ќе има ли реално намалување на цената на електричната енергија? Овој принцип на кој што го избра владата нема да влијае на цената на крајните потрошувачи, односно нема да се зголеми цената на електрична енергија на крајните потрошувачи. Што е смислата? Смислата да се балансира електричниот енергетскиот систем? Не. Значи, јас мислам, еве вака сега, ако се преточеа субвенциите, односно она што треба да се одвои од буџетот, требаше да биде на сметка на граѓаните, тогаш ќе имавме зголемување на цената на сите граѓани. Тоа значи и на граѓаните кои што можат да си го дозволат тоа, односно кои што имаат средства, и на граѓаните кои што спаѓаат во некоја ранлива категорија на потрошувачи. За да се избегне тоа, односно да не се зголемува бројот на ранливи потрошувачи, најдобро е средствата да се издвојат од буџетот. Ве разбирам, меѓутоа гледате, гледам математикава, тоа се 10-15 години по 3-4 милиони евра годишно. Значи за 15 на години разговараме негдека за 50-70 милиони евра кои што државата треба да ги даде. Има ли математика во целиот овој проект? Дали тие 70 милиони, 60 милиони се, како да кажам, нема да бидат поскапа една инвестиција субвенциона отколку што ќе добиеме некаква енергетска заштита или заправо производство од обновливи извори енергија? Не, видите, ова е многу паметно смислено од европските па и од поголемите држави, затоа што на овој начин владата не инвестира многу, односно не инвестира многу, а добива за возврат добива. Јас не ги знам математиките, тоа велите не е многу 50 милиони евра која? Па не, еве сега баш пред некој ден ги гледав последните податоци од регулаторна комисија за енергетика. Сега производството на електрична енергија од обновливи извори е некаде околу за 2017 зборувам 330 гигават часот, чисто вака за споредба, се одвојува 35,7 милиони евра. За да можеме да го споредиме со сегашниот начин, значи тоа значи дека ако овие 330 гигават часа ги продадеме на пазар по цена која што била на пазар од 50 евра по мегават час, значи некаде околу 16 милиони евра би добили од пазарот, а онаа разлика измеѓу 35 и 16, остатокот е на товар на граѓаните, тоа се околу 19 милиони евра. 19 милиони евра трошиме за 330 гигават часа електрична енергија производство од обновливи извори. Со новиот начин ќе имаме 200 мегавати кои што работат некаде околу 1500 часа годишно, тоа се околу 300, исто така 300 гигават часа производство. Ако земеме дека повластената, односно премијата ќе биде 10 евра за мегават час, тоа се 3 милиони евра. Значи за истото производство кое што моментално го имаме, сега се одвојуваат 19 милиони евра, во година ќе се одвојуваат приближно истото производство, значи ќе се одвојуваат 3 или во полош случај, ево нека биде и 15, тоа се 4,5 милиони евра. Математика има, а бидејќи проекцијата дека до 21 година би стигнале до 200 мегавати. Реална ли е таа проекција? Или амбициозна проекција на владата?
Па видете како се почна проектот, на почетокот може би изгледаше и нереална, меѓутоа како се влезе вака во проектот, искрено офанзивно со овие 35 на државно земјиште и 27 на приватно земјиште, ако се успее и целата оваа процедура, тендерска постапка и така натаму да се заврши, реални се тие Какви се искуствата од соседството? Бидејќи ние сепак делиме еден и сончев регион, да кажем, со соседниве земји. Кај нив докаде е стигната таа? Имате ли информации како настапуваат соседите? Во делот на значи сите држави во регионот кои што се членки на енергетската заедница, па и оние кои што се членки на Европската унија, субвенционираат производство на електрична енергија од обновливи извори. Досега тоа беше преку фидинг тарифа, постепено и кај нив се менуваат и применуваат кон премии, така да ние ќе бидеме едни од ретките во регионот кои што ќе го имаат овој нов начин, кој што ќе бидеме уствари едни од лидерите кои што ќе ги применат премиите. Сепак да ве прашам, на крајот целата таа голема, да кажам, сега тој голем проект, целиот овој разговор за селото и така, на крај се сведува на неколку проценти од годишното производство на РЕК Битола. Или јас може би грешам, тоа е може би околу 5% од тоа што го прави РЕК Битола. На крајот на криштата, веројатно, многу позначајно не е што таму се прави, дали таму има ефикасно производство, дали таму има модернизација, дали таму и днината не чека, сега да не зборам криминали, корупција и така натаму, бидејќи РЕК Битола ни е, откако е направено една тема за антикорупцијска борба. Дали овој разговор кој што изгледа модерен, кој што изгледа зелен и така натаму, може суштински да го надополни она што всушност треба да се прави во еден РЕК Битола, па еве и Чебрин и Галиште ги спомнувате и така натаму. Ако ги погледнете она што се случува на европско ниво, особено во поразвиените држави, ќе видите дека све поголемо е учеството на обновливите извори во производството на електрична енергија. Не ни остануваат многу опции, кога ќе погледнеме малце така подолгорочно, не имаме многу опции, затоа што она што го имаме во Битола, да, производството е значајно од Битола, меѓутоа јагленот докаде е таму, колку има капацитет, уште колку години ќе работи и така натаму. Од друга страна, со самиот влез во Европска унија ќе ни се наметнат нови давачки како што е CO2 таксата. Така да тоа дополнително ќе биде товар на цената на производната цена на електрична енергија. И прашањето е дали после некое време ќе биде рентабилно да се произведува електрична енергија од јаглен или да се произведува електрична енергија од обновливи извори. Меѓутоа, како што реков, обновливите извори сами по себе мора да бидат, не можат сами по себе, мора да бидат во искомбинирани со дали тоа ќе бидат хидроелектрани кои што ќе можат да го надополнат недостатокот, дали тоа ќе бидат некои почисти горива како што е гасот и така натаму. Меѓутоа треба да се работи паралелно, значи ако сакаме обновливи извори, производство треба да се работи и на нешто што ќе надополни тој недостаток во времето кога ќе ги нема. За да го направиме овој разговор на крајот на криштата корисен за нашите гледачи, кога ќе се спомне сончева енергија и производство на електрична енергија, луѓето веднаш си замислуваат некакви панели кои што ви стојат на покривот на куќата или на зградата и од кои што се прави струја. Има ли смисла, има ли математика во тоа, бидејќи пред отприлика година дена се тргна во една офанзива, во една, како да кажем, најава дека тоа ќе биде, што покажуваат математиките? Се исплати ли таа инвестиција, бидејќи инвестицијата веројатно не е мала во тој тип на... Инвестицијата со текот на времето се намалува, станува све помала и станува достапна до одредени граѓани, не до сите граѓани, затоа што сепак се уште не е така ниска. Меѓутоа, секој граѓанин треба да тргне самиот од себе и да види во своето домаќинство за што ја троши електричната енергија. Дали ја троши за грејење, за ладење, дали ја користи за загревање на топла вода. Значи, ако го исклучиме грејењето, тогаш најголем дел од електричната енергија ќе видиме дека се троши или за ладење, доколку имаме ова, меѓутоа најголемиот дел оди за бойлер. Така да, ако имаме соларен термален колектор, кој што произведува топла вода, кој што ни користи за користење на топлата вода, тогаш може да кажеме дека се доведува под знак прашање исплатливоста на овие системи. Со други зборови, сакате да кажете дека
Ако направиме тоа, ако ќе прошетаме по Грција, тие што оделе, мислам повеќето били така натаму, па и по Албанија, тоа се овие бојлери кои што се качени горе на покривите, кои што имаат директно се загреваат на сончева енергија, дека тие се всушност поефикасни и поевтини за инвестиција отколку да се прават сега, бидејќи светот отиде до таму да се прават, сега слушам дека се прават и керамиди кои што се сончеви колектори. Така што можете куќата наместо со класични керамиди да ја покриете со овој тип на керамиди. Меѓутоа, вие велите дека таа инвестиција се уште нема математика ако ја користите само за топла вода. А ако ја користите за топла вода, да имате нешто што е поефикасно, зашто би таа електрична енергија произведена би ја користеле за топла вода, кога имате поефикасен начин да ја обезбедите, да ги обезбедите истите потреби и по поефикасен начин и по ниска цена. Така да не гледаме овде причина зашто би правеле таква конверзија на електричната енергија во топлинска енергија. Господин Дединец, јас ви благодарам за овој разговор. Ние сме сите помалку нови во оваа проблематика. Вие сте еден од тие експерти кои што надоаѓаат и знам дека државата, ова не е нова тема за државата и така, меѓутоа нашите гледачи предпоставувам дека сите ние слушаме за загадувања, за катаклизмични прогнози и така натаму и веројатно ова може да биде еден од начините како да се адресираат и тие теми во општеството. Законот за енергетика е доволно модерен во оваа смисла за да може да ги абсорбира овие визии за некаква модерна иднина енергетска? Да, законот е доста модерен, значи со самиот закон е транспониран третиот енергетски пакет од Европската унија. Така да е доста модерен и токму одговора на овие прашања кои што ги рековте вие, значи и во поглед на загадувањето дава и производството на електрична енергија од обновливи извори е всушност и намалување на загадување. Значи можеме да го гледаме и од тој аспект, не само од аспект на електрична енергија произведена домашна електрична енергија, туку и во делот на намалување на самото загадување. Случајно знам дека сте еден од луѓето кои што има купено електрично возило. Тоа е една, сега нема да направиме реклама, ама тоа е една фирма во Штип која што продаваше електрични мали возила кои што се 100% на батерија и така натаму. Каква ви е математиката, какво ви е искуството? Тие не одат повеќе од 5-60 на час, ама предпоставувам за Скопје. Да, за Скопје можам да кажам дека се идеални. Видете, значи ние треба да сватиме дека не треба да возиме джип или не знам какво возило кога возиме низ град. Се оди во таа насока веќе во Европа па и во светот да за кога се вози во градските средини да се користат се помали автомобили. Ево ќе видите и на последниот саем и производителите во Европа веќе излегуваат со помали концепти на електрични возила кои што возат 40-50 во зависност од електричното возило. Моето искуство кажа, јас сум премногу задоволен од самото возило, троши многу малце. Што значи тоа? Колку го полдите? Колку му е радиусот на движење? Во зависност од тоа како се вози, колку луѓе и така натаму, временските услови исто така влијаат, некаде од 100 до 150 километри, кое што еве да кажеме во ефтина тарифа ако се полни, тоа би кошта ночно време го полните. Така е, или во текот или во недела. Значи тоа кошта некаде околу 30 денари 100 километри. Па сега може да се направи секој да направи споредба колку тоа го кошта со обичен. Од кога го возите возилото, колку време? Година време. Какви ви се искуствата да не се расипува, да батериите да не се трошат, покажува слабости? Единствена слабост може би е затоа што овие се обични батерии на поладно време кога беше минус 15, тогаш единствено забележав дека батеријата нешто побрзо се троши од вообичаеното, но тоа е во граници на дозволеното. Морам да ви кажам дека ќе ве викнам на еден следен разговор со колегата и мој пријател Мишко Барзов, кој што е експерт за автомобилизам, кој неодамна се врати од сајмот за автомобили во Женева, вели дека перспективата на електричните возила не е така светла. Бидејќи производството на електрична енергија е многу скапо и валкано. Значи ние сите живееме во таа пропаганда дека кога водиме електрични возила правиме добро и така натаму, но од кабелот кој ќе го пуштите од дома до возилото, таа струја што се произведува, прилично валкано се произведува и скапо. Има некаква смисла во тоа или? Виде, тоа зависи од мислам, на крај не ведам дека дизелот е дизел, дека треба продавати. Тоа зависи од држава до држава и од начинот на кој се произведува електричната енергија во самата држава. Меѓутоа, прво, електричните возила се доста поефикасни од конвенционалните возила. Во која смисла поефикасни? Помалку трошат енергија за истите потреби. Од друга страна, на електричните возила треба да гледаме и на некој начин батерии. Еве сега дискутиравме за поголемо учество на обновливи извори, односно производство на електрична енергија. Тие може да служат за балансирање на самиот систем, односно кога има поголемо производство на електрична енергија, да се акумулира таа електрична енергија во самите електрични возила, а
технологијата овозможува дека го има недостаток да се искористи таа електрична енергија од возилата да се врати повторно назад во мрежата. Така да и на тој начин може да се прави балансирање на самиот енергетски систем. Доктор Александра Денинец, ви благодарам за гостувањето во овој дел од програмата на 1 ТВ. Секако ќе си имаме повторно, бидејќи оваа приказна само ќе расте, нема да се навалува. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со нас, бидејќи следува централното дневничко издание на 1 ТВ за 10 минути. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, вие сте на вистинската фреквенција 1 ТВ.